Вечерва се наоѓаме во Охрид и правиме интервју за предновогодишните празници. Детајте ми. Ке ги прославите новогодишните празници? Дали мислите дека е подобро да се слави со фамилијата, дома или некаде надвор? Дали Дедо Мраз постои? Ходите некаде за Нова година и дали подобро ви е дома или на площада? Дома. Дали верувате дека Дедо Мраз постои? Не. Очудно, каде би било подобро за вас да славите Нова година? Дома или негде надвор? Дома. Ја украсите како? А каде ќе прославувате Нова година? Надвор или некаде дома? Тука воопшто. Благодариме. Ние сакавме да одиме на зимување во Париз. На Париз. Дали ја украсите? Да. Дали верувате во Дедо Мраз? Јас да. Сакате новогодишните празници? Да. Играме Secret Santa. За оваа игра имаме припремено неколку ливчиња со нашите имена. Сите ќе влечеме ливче со име. Тој кој излече име со име, треба да купи поклон. Но не смее да се каже на некого колку имаш добијано од ливчето. Собравме да ја поздравиме нашата единствена гостинка, Старата година. И Старата година ја поканувам! Добра вечер, Стара година. Како се чувствувате по заминувањето и дали имате некој совет за вашата наследничка новата година? Вие мене, Стара, ме навредувате? Па каде ви е културата? Толку време поминав во салон за разобувување. Па на фризер, па вежбав. Па и кој рече дека си одам? Зашто да си одам? Стара година тако ферират. Сега е време да дочекаме новата година. Вие и самата рековте кога доаѓавте. Ама не е фер. Со колку среќа ме дочекавте? Добро, си одам. Ви благодарам, поздрав до бутикот Зима. Вино сам 5 јајца, црвен фустан, кратки чизми. Ова не е мој текст, некој ми има подметнато текст. Ова мора да е дело на Старата година. Да ми има подметнато текст. Ве мога. Јас си одам сега. Ме чекаат новинари и телевизија. Чиј е овој глас? Jingle bells, jingle bells, jingle all the way. Дали знаеш колку деца треба да му носам подароци? Дедо Мраз, ама кај ти е брадата, кај ти е сенката, кај ти е облеката? Изгледаш многу обично, не можам да верувам. Па, е 21 век. Вака ми е мене нов стил. Да не се шетам сегде со санка, со брада.
А на децата им ги пуштам подароците по пошта. Јас сум сега тука само да се сликам. Дури почна да врни на двор чадор носам. Толку беше, драги гледачи, ја завршувам емисија. Au revoir, goodbye, arrivederci. Но, сепак, ќе ги поканам сите што учествува и ќе ви испееме на новогодишна песна. И се најубаво вложителите празници. Многу да учите и среќа во тестови. Среќна нова година! Многу радост, успех и среќа! Не, чекай! А да, заборавив, и многу нови доживувања. Слушајте ги постарите, родителите и наставниците и сите што ви мислат добро, за да ви донесе Дедо Мраз поклони. Среќна нова година, убаво да се наспијате. А што ако сте од Сабајле?